Македонка Максимова од Кочани со темата Божица на убавината ја воодушеви публиката со својата убаво украсена трпеза, покажувајќи ги своите вештини во кулинарството. Собра најмногу гласови од публиката и жирито и се закити со титулата Вешта жена на Кочани за 2020 година. Ке го представува градот на републичката манифестација во Тетово повторпат, бидејќи и лани таа беше исто така победничка со најубаво украсена трпеза. Максимова на својата трпеза подготвила главно јадење и торта, маса која ја отсликува жената како раскошна убавица, како што и насловот на темата. Темата на масата ми беше Божица на убавината и сум многу задоволна што повтор пат ја добив наградата за да бидам вешта жена и за да можам повторно да го представам градот Кочани на манифестацијата во град Тетово. Трудам и секогаш ќе се трудам за да го представам градот Кочани во најдобро светло колку што можам. Годинава 4 надпреварувачки и една за Гран При награда собраа храброст, одвоја време, вложија труд да подготват свечено украсени трпези, што на крајот им се исплати. Според гласовите на жири комисијата кои го сочинуваат жени победнички на општински манифестации од повеќе градови од државата, прво место во категорија вкус на главно јадење освои Елена Зашова со темата љубов. Во категоријата декорација на десерт најголем број гласови освои Милена Михајлова со темата детски свет. Во категоријата општ впечаток најмногу гласови освои победничката македонка Максимова и во категорија декорација на главно јадење најмногу гласови освои Милка Стојменова со темата букет цвеќе за 8 март. Признание и награда доби и надпреварувачката за Гран При награда Анета Лазарова, која за да се надпреварува за Гран При награда условот е претходно да има учествувано 3 пати во Вешта жена. Воедно неколку години наназад таа успешно ја организира и општинската манифестација во Кочани, а и ланската година исто така беше Гран При надпреварувачка. Сите учеснички добија диплома од Вешта жена и подарок од спонзорите, како и цветни аранжмани. Вешта жена повеќе од 25 години се организира во Кочани, град каде што оваа манифестација секогаш е успешна, вели главната организаторка Снежана Стојановска. Мене ми е посебно драго што од оваа година на годишното собрание се избра нов председател на огранокот на Вешта жена за Кочани, тоа е Гордана Панева, која вистински се трудеше да се заедно со вештите жени и со сите незини пријателки, да речам, да се направи онака како треба. Ова е доказ дека се е возможно, само ќе треба да се потрудиме малку повеќе, па и за животот, па и за вакви настани како што се. Успеавме овие 29 години да направиме нешто што никогаш мислам дека нема да згасне, затоа што наши поддржувачи се оние кои ги не следат, оние кои учествуваат и сите оние кои сметаат дека љубовта е основен елемент за едно нормално живење. Тортите, како и секоја година, така и оваа беа на лицитација и се продадоа за задоволителна сума. За забавата се погрижија членовите на групата Хармонија. Посебно изненадување за жените беше пејачот Јоце Панов, кој дополнително ја загреа атмосферата и ја разубави вечерта. На самиот почеток манифестацијата ја отворија членовите на новоформираниот ансамбл за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани, кои пред присутните гости во преполнетата сала на ресторанот Амор се представија во најубаво светло со сценската адаптација Садило, градски игри од 19 век. Посебно признание беше доделено и на председателката на огранокот на Вешта жена од Кочани Гордана Панова, која годинава беше и организатор на манифестацијата на локално ниво. И исто така, посебни признанија им беа доделени и на Ружа Стојмилова за хуманост, која повторпат е носител на ова признание. На Силвана Мишова признание од областа на образованието, која 30 години е во образованието и долги години е во Вешта жена. За бизнис жена беше прогласена Даница Ѓоргиева од Данитекс компанија, која успешно работи 23 години. И од областа на здравството на специјалист доктор Драгана Могилевска, вработена во Општа болница Кочани. И за време на својата работа е
заслужна за започнување и разработување на повеќе диагностички методи во болницата во Кочани. За присутните жени на манифестацијата имаше и богата лотарија, каде што се делеа награди од спонзорите, а главни награди годинава беа доделени на 2 жени, а тоа е патување со вештите жени на еден од најубавите острови во Европа, Хвар на Јадранското море.